метро, скалпел, молив, пила и шмиргла. Се алатките кои Лазе Димовски ги користи за од парче Сипорекс да направи вистинско креативно дело. Сипорексот, вели, е материјал кој дава можност за обработка без посебни машини и алати. Се останато – и израз на волја и креативност. Причина повеќе во Македонија наутро да одвоиме минути за креативните рачни изработки. Како почна приказната со срцињата? Приказната со срцињата почна многу одамна. Значи пред 7-8 години од прилика почна така што во тоа време пред да почнам нив да ги работам правев и се уште правам макети за црквички. И имаше еден така некој период кај што немаше нешто баш многу побарувачко од црквичките. И барав некој начин нешто да изработам. И дојдов на идеја баш ова да го направам. Малку се мислев дали ќе успеам и како ќе го дотерам баш овој облик. Меѓутоа ете успеав и си продолжив да ги работам. Зошто овој материјал? Овој материјал го одбрав зашто лесно се обработува. Добре. Не му треба некои машини за да се... А не изгледа така, со какви алатки? Со какви алатки? Најпростите алатки што постојат. Пила, скалпер, метро и шмиргла. И колку време е потребно, да речеме, од првичниот материјал коцкаста, нели, за да се изработи една ваква креација? Колку време ти одзема? Па зависи. Најмало, највеќе време одзема, бидејќи нели се мали парчиња, има за обработка ситни делови, меѓутоа од 40 минути до 1 час ми треба за да извадам еден производ. Каде точно идејата за срцата? YouTube има тука замешано прсти, некој од апликациите или пак? Ништо нема замешано прсти, од глава ми искочи тоа и така и остава. И каква беше реакцијата на луѓето кои што те знаат, на блиските? Па интересна реакцијата, нешто невидено до тогаш беше и сите ги имаат прифатено со воодушевување. Може ли нашите гледачи да ги најдат во продажба или лично да те контактираат? Да, може да ги најдат во продажба. Од брзо време имаме и Инстаграм страна со нив, се вика Срцињата на Мила. Добра. Се вика така, бидејќи се баш Срцињата на Мила. Мила, мојата ќерка, она има 3 години, 3,5 години. Мила? И е мој огромен помошник. Мила, колку срциња имаш ти? Многу. Многу? Многу. А последното го доби вчера од тато. Кој Какво е? посака да биде? Кој е твоето срце? Ќе го Која најдеме боја? на масата? Која боја? Розава, како и Мила се разбира. Ова? Му помагаш Мила на тато кога работи? Да. Да? Што Во правиме? боење или? Ги бојме срцињата. Браво, сонце, ги боите заедно срцињата. Лазе, живееме период на меѓу другото сериозна економска криза, но ние сме народ кој што сака секогаш да подарува. Можеме ли да си ги дозволиме? Па мислам дека можеме. За овој наш стандард мислам дека цените се прилагодливи. И се ценат ли доволно од друга страна рачните изработки? Каков е впечатокот? Па и да и не. Има работи кај што за некои работи не гледаат колку даваат и колку коштаат, а за ова дај, може ли нешто да поевтино, помало, ама добро е. Не може да се жали. И ако се навратиме еве години назад, 7-8 колку што го работиш се во ова, колку срциња поминале низ твоите раце? Не знам, ама сигурно преку 150-200. Се враќаат клиентите? Оној кој што еднаш купил, па се враќа да купи Има, за... да, има. Не ги има многу, меѓутоа ги има, да. Ако претходно купил за некоја сакана, после... Сега дај за другата. Да. Непосредно пред 8 март, дали има поголем број на нарачки пред овој празник? Да. 8 март ми е побаран
во однос на претходно што спомена Валентин. И колку точно срцења чекаат на своите собственици во моментов? Ден пред 8 март. Има за 8 март конкретно има 38 што треба да ги добијат. Дел веќе се испорачани, дел чекаат како ова што код нас и Да, тоа чека да биде некои обоено. други. Да. Тоа во текот на денот со Мила ќе ги обојаме. Заедно ќе ги обоите. Си размислували за пласма на производите во странство, бидејќи споменавме на почетокот на разговорот, странците многу ги сакаат и ги плаќаат рачните изработки. Па да, сега за Валентин летна и за Германија и за Холандија отида Да. срцина, да. Во Штутгарт и во Волендам, Холандија. Ми се јавија двајца дечки на рача ги однесува таму. 7 години, односно 8 веќе како ги работиш, како би сакал да се развие приказната за 8 години од сега? Исто како и сега. Ништо. Си размислила за промена на облик, за промена на материјал, за унапредување на... Промена на облик. Сите се различни на Да, свој... апсолутно се сите различни. Со различни постојќа, меѓутоа обликот е тој, а материјалот не би го менјал. Што значи дека ќе продолжиш да работиш во име на љубовта? Да, да, Така некако? да. Со подароците често сакаме да ги развеселиме драгите луѓе, а моментите да ги направиме уште поубави. Во денешно време, некои пригоди станаа премногу комерцијализирани, но подарувањето и примањето дарови останува благороден гест. Ние се надеваме дека доближувајќи ви ја креативната приказна на Лаза Димовски, ви дадовме и идеја плюс каков креативен подарок да одберете за своите најдраги.